Новогодини, овој денешен голем празник на обрезение Христово и на светиот Василе Велики архиепископ Кесарски. Пред се радува црквата, му благодариме за тоа што и свети Василий се радува, што колку толку започнавме и ја свативме суштината на нашата вера и се доближуваме до преславкиот наш Господ Исус Христос. И тоа е убаво. Секој што го прави пред се за себе. Нашиот Господ Исус Христос не е Господ абстрактен, невидлив, но е Господ личен и персонален на секого од нас. И секој што се моли пред Него, пред личен Бог, и тој ќе го услуши. Никогаш да не забораваме и дури најголемите атеисти што постои во денешно време, Господ Бог му се јавува на некаков начин, го допира неговото срце. Или ќе го допри во голема радост, или ќе го допри во не дај Боже во така. И сепак ќе му се отвори духовните очи, тој да го види се благиот Господ Исус Христос, колку е благ, колку е добар, колку е милостив, колку сите тој и сака. Затоа што колку и да се експрендира во денешно време живот без Бога, секогаш ќе биде залудно. Колку и да има богаташи, милиардери во овој свет, залудно за тоа што све испробуваат со парите и на крајот за жал се самоубива. Ова е радната денешница. Бидејќи се случува тоа, зашто ја губат смислата на животот, на верата. Зошто ние постоиме, зошто живееме, значи единствено смислата на нашето постоење и на нашиот живот го наоѓаме во Светата Црква, го наоѓаме во смет до нашиот Господ Исус Христос. Затоа секогаш да видиме до црквата, да го молиме Господа и да се соединуваме со Него преку светата тело и крв, преку неговата причест. Зашто Господ рекол, кој не го прими телото и крвта моја, нема да наследи живот вечен. И овие не се празни зборови, туку зборови што даваат живот. Затоа ние секогаш повикуваме сите што са изнемоштени, сите што са болни или што са на постел, колку толку, повикајте го свештеникот да се причести, зашто оно што ќе го прима телото Христово, оно што ќе слези во душа, во телото на тој наш болен човек, било кој, Господ ќе му дај живот, ќе го преобрази, затоа да го примаме со силна вера, со стравопочи. Исто така, кој ќе дојме ние во Светата Црква, сме повеќе заштитени, бидејќи нечистивиот бега, а надвор од црквата имаме секакви зли духови, злонамерни луѓе што му служат, и така што ако ние сме причестени, заштитени, секогаш ќе видиме до Господа и тие зли духови никогаш нам лично не може да не направат. Навистина и мене ми причинува радост, колку толку се собравме, му даваме еден белек на овој голем празник што влеска, му даваме почит на Свети Василие Велики и ја продолжуваме ова традиција со парата. Значи, верата, пак ќе нагласам, е лично пределна. И да се потрудиме да се бориме за таа вера, да зацврстиме кон Господа. И ако имаме таа вера кон Господа, тоа веќе го исполнуваме она што го бара Господ. Но пред се е да и базирана или да е проследена со добри дела. Верата научи за многу работи, исто така и Светата Црква, пред се Господ Бог нам, преславиот Господ научи на милост, на љубов, на прочка, на покаяние нашите гревови. Знам дека тешко, дека ни грешат, некој ќе се потруди, но да имаме покаяние, да го измолиме Господ, да дај сила, ако Свети апостол Павле рекол, ако немаме сила, барем да простиме, барем да не мразиме. И со текот на нашиот живот Господ им дај сила да простиме и да имаме мирен и спокоен живот. Амин. Нека овој ден биде благословен, нека Господ Бог да го просвети вашите души, вашите срца, да ја запни силно верата, љубовта, надежта кон Господа, нека има мир, спокој, сите оние молитви што isчитаме, нека Господ да благослови годината, да види плодоносна, бериќетна за сите вас,
по домовите, да немаме раздори, да немаме клевети, да немаме омрази, во цела наша пријателска зашне многу мало и нека Господ Бог по молитвите на Свети Василий да не помилува и спаси по молитвите на Богородица. Амин. Денеска ние Света Василија сите што го носат името, да му е честно Василка, Василий и така натака, да му е честно и благословено, зашто името Василий значи царство. Исто така слави и образение Господово, се образа Господ во Софија ден, го доме името Исус и славиме православна стара нова година и православна нова година. Така, нека за многу години да се здрави, били весели и така од година до година да събериме силна вера, љубов, надеж, мир, спокој и радосни и весели да се бидете преку цела година. Амин. Само години за здрави и спасение.